И покрај противењето на опозицијската СДСМ, владата сепак предлага техничката влада да важи само уште на следните избори, а потоа да се укине. Нацрт законот е доставен до собранието пред 5 дена, а со предложените законски измени во членот 14 се предвидува наместо до влегувањето на земјата во ЕУ, техничката влада да важи уште на првите поред парламентарни избори. Во образложението владата оценува дека така наречената пржинска влада со текот на времето се покажала како нефункционална и финансиски неоправдана. Со предложеното законско решение се воспоставува стабилна и предвидлива правна рамка со која се уредува примената на моделот на преодна, односно техничка влада до денот на објавувањето на конечните резултати и распределба на мандатите по изборни единици од Државната изборна комисија за првите поред избори за пратеници во собранието на Република Македонија, спроведени по денот на влегувањето во сила на овој закон, пошто се создаваат услови за негово укинување. Согласно за укинување на техничката влада начално беше постигната помеѓу учесниците на последната лидерска средба, но на неа не присуствуваше лидерот на СДСМ Венко Филипче. По противењето од страна на социјалдемократите, премиерот Мицкоски тогаш предложи преодната влада да биде укината не од следните, туку од понаредните парламентарни избори. Опозицијската СДСМ обвинува дека владата сака да го протне законот на шверцерски начин и во тоа препознаваат подготовка за предвремени парламентарни избори. Ваквите закони во времето на СДСМ се носеа со консензус, а не шверцерски, како што тоа се обидува да го направи владата на ВМРО, зошто сега го турка без согласност на СДСМ. Предупредуваме дека секој обид за укинување на техничката влада во вакви услови е директен напад врз демократијата и слободните избори и ние ќе се спротивставиме. Техничката влада мора да остане затоа што е последна институционална линија на одбрана од злоупотреба на изборниот процес и единствен обид за фер и демократски избори. Техничка влада во која министри за внатрешни и за социјала, како и дополнителни заменици во јавна администрација, финансии и земјоделие, 100 дена пред изборите предлага опозицијата, беше предвидена со пржинскиот договор за изборите во 2016, но потоа во пресрет на изборите во 2020, по барање на ВМРО ДПМН како тогашна опозиција, незината важност беше продолжена.